Денеска во нашата редакција, за да го направиме интервјуто од серијалот, имаме неколку прашања за вас. Ни дојде професор доктор Никола Дујовски, професор по безбедносни прашања, неколку предмети од безбедносни прашања на Факултетот за безбедност при Универзитетот Климент Охридски. Професоре, добар ден, ви благодарам за тоа што ја прифативте. Благодарам за поканата. Ве поканев затоа што сметам дека имаме актуелни прашања, врзани се поводот е, ви најавив и кога ве поканев за разговор, 4 април, денот на НАТО, но кога зборуваме за НАТО, овие денови има многу прашања што вака ги интересира јавноста со сето она што се случува, особено нели на Блискиот Исток, во земјите на заливот, како што популарно се нарекува. Со што се соочува НАТО денеска на 77 годишнината од своето постоење? Кои се предизвиците што стојат пред неа? Со сите овие аспекти што ги гледаме во изјавите, делувањата, реакциите на земјите членки во врска со војната против Иран на САД и Израел. Сите претходни самити на НАТО поголемите се соочуваа со многу сериозни предизвици, уште почнувајќи од нападот на Русија врз Украина во 2022 до денеска. НАТО се соочува со многу новини кои што претходно биле непознати. НАТО е најголемиот воено-политички сојуз кој што е граден за мир, не за војна. Тоа не е напаѓачка алијанса, туку е одбранбена и мировна алијанса. И тие досега не воделе такви отворени конфликти, односно нели да ги заборавиме претходно 99-та Југославија и така натаму кога се користеше и НАТО. Меѓутоа денеска НАТО е во една исклучително чувствителна ситуација токму заради различните ставови на државите внатре. Нешто што не почна од војната во Иран, односно Израел и Соединетите американски држави врз Иран, туку и претходно неколку земји членки на НАТО веќе отворено се спротивставуваат на дел од редовните политики кои што се спроведуваат во НАТО, и тоа ќе биде сериозен предизвик за наредниот самит сега во пресред на годишнината. Нема планирано голем самит, меѓутоа на наредниот самит сигурно треба да се разговара кои од државите на кој начин придонесуваат за стабилноста, безбедноста, воената индустрија, развојот на капацитетите во НАТО. Значи, ако не ги наречеме предизвици, може да кажеме дека се работи за одредени преиспитувања внатре во Сојузот, во Алијансата, околу тоа како што вие кој, како, на кој начин ќе учествува во градењето на Сојузот за мир, како што вие го нарекувате. Дали во тие преиспитувања може да се изостри разликата што ја поставува председателот на Соединетите американски најчесто, кога станува збор за НАТО, во врска со учеството во одредени мисии, во врска со финансирањето на НАТО, во врска со разни други аспекти, ако знаеме дека станува збор за, тој е председател на голема земја, на најмоćната сојузничка сила во Алијансата, апсолутно има право да поставува такви прашања, но дали тој тип на преиспитувања може да доведе до некои посериозни разнишувања во Алијансата? Вториот мандат на председателот Трамп може да се обележи со неколку позитивни и правилни залагања од страна на Соединетите американски држави, особено за зајакнувањето на дел од капацитетите, мислам на воената сила, индустрија, зголемувањето на буџетот на секоја држава и придонесот кон алијансата, и неколку кои што апсолутно можеме да ги оцениме како негативни. Кои што не се поврзани со НАТО, тоа е американска политика, меѓутоа ќе влија и врз односите внатре, бидејќи изјавите на председателот Трамп покажуваат на тоа дека тој не се консултирал со своите партнери во НАТО. Генералниот секретар Руте, сите други во Брисел, можеби последни дознаа за нападите врз Иран, иако нели по разузнавачките податоци тоа се знае, меѓутоа за интензитетот и за начинот на кој што почна војната во Иран на Блискиот Исток тие не беа информирани, нешто што е сериозен проблем, затоа што станува збор за една исклучително моќна алијанса која што секако морала да биде консултирана претходно. Ова мене ми се чини, овој вториот дел на политиката на председателот Трамп дека е единствена досега, друг американски председател не настапувал вака, односно не го зацкривал своето присуство и действија некаде на друго место врз база на Европа, односно на партнерите во НАТО, како што тоа го прави председателот Трамп. Колку ќе успее во тоа ќе видиме, меѓутоа да поставиме и хипотетички дека Соединетите американски држави до крајот на неговиот мандат ќе ги намалат активностите во НАТО, ќе го замрзнат своето членство, па дури да ги напуштат основачките договори на НАТО, тоа на Европа и на европската безбедност нема да се одрази толку силно колку што сметат председателот Трамп, ако тоа му е целта, затоа што да не заборавиме. Најголем дел од државите членки на Европската унија и други држави како Македонија и другите кои што гравитираат во овој крај
се членки на НАТО. Станува збор за повеќе од половина милиарда луѓе со сериозна воена машинерија, со сериозен политички капацитет, со голема моќ да направат баланс на силите тогаш кога тоа ќе биде потребно. Само привидно изгледа дека европските членки на НАТО денеска се разединети, но доколку бидат доведени во прашање односите помеѓу Соединетите Американски држави и Канада од една страна, условно нели на оној дел од Атлантикот, и Европа, сигурен сум дека Европа ќе одговори на многу посериозен и по хомоген начин. Ова е добро да што го посочувате, многу е важно, бидејќи најчесто во јавноста се гледа на тоа дека кога Америка го напушти НАТО или го доведе во прашање по било кои основи за кои таа смета дека треба да бидат или намалени или повлечена, да се повлече од тие основи, дека ќе се распадне НАТО како сојуз. И добро е што го посочувате тоа така. 70 години го прашувам и заради политичките аспекти на целата. Така е. И заради меѓутоа и заради начинот на кој што се гради алијансата. Европските држави, бидејќи доминантно тие се НАТО се разбира, освен Соединетите Американски држави и Канада, и ако реземеме Турција, која е сепак на нашиот континент во најголем дел, со години наназад градат структури кои што се исклучително ефикасни. Соединетите Американски држави немаат таква сила како што имаат земјите во Европа. Зошто? Затоа што Полска има извонредна армија која што е подготвена да ја брани границата на исток многу силно. Финска има исклучително силна пешадија. Франција може за многу краток временски период да направи баланс на силите на боевите нуклеарни гради, оние мали боеви нуклеарни гради. Германиците имаат сериозно производство на секаква воена опрема и оружје, значи не се оставени сами на себе. Напротив, ми се чини дека од ваквата политика на председателот Трамп може да изгубат повеќе во Соединетите Американски држави отколку во Европа. Затоа што во овој момент, рековме претходно во воведното, Русија, Кина, Индија, тие се на страна и гледаат што се случува. Истото го прави Европа, тие не губат ресурси, секој ден таму се трошат стотици милиони долари на различни ракети и така натаму. Европа во овој момент нема никакво, се разбира, Европа во овој момент ниту има воено присуство, ниту има НАТО не е вклучен, значи капацитетите на НАТО до овој момент не се допрени, па дури ни војната на Русија во Украина не ги исцрпува на некој сериозен начин капацитетите на НАТО, а тука се воглавном европски капацитети. Соединетите Американски држави имаат своји бази таму каде што имаат интерес, меѓутоа хрватските војници се во источното крило, така нареченото, нели источно крило во Литванија, во Летонија, во Бугарија, Романија, тука немаме американско присуство како што се смета во Европа. Напротив, Европа е доволно силна и овие половина милиарда луѓе имаат многу сериозна војска со многу сериозен резервен состав. Так. Ги споменавте Русија, Кина и така натаму земјите соперници, да ги наречеме на НАТО алијансата. А како гледа Русија на оваа ситуација сега, на ова што е исцрпувањето на ресурсите на Соединетите Американски држави, па и на Израел во заливот и на Блискиот исток? Дали може да се нарече дека таа е добитникот во оваа ситуација? Се уште не. Меѓутоа, ако војната продолжи, веројатно тие ќе почнат да извезуваат оружје многу повеќе отколку досега на Иран. Може да се вратиме наназад 10 години кога беше арапската пролет и Русија со нејзиното влијание и во Сирија, па впрочем поранешниот председател е во Русија и во сите други држави, и соборувањето на Гадафи, Русија едноставно го користеше тоа на многу, да речам, мек начин. Истото ќе се случува и сега. Добар дел од иранското оружје или е развивано во Русија, или е директно купено од Русија, така да русите, можеби, тоа не се чувствува сега, меѓутоа доколку продолжи ова во едно неразбирливо време, сигурно дека нема да останат настрана како што се сега и ќе се обидат да остварат повеќе интереси кои што ќе бидат за да се запоседне тој дел на светот. Сигурно нема да остават Соединетите Американски држави во целост да го контролираат протокот на нафтата во тој дел. Може ли една ваква хипотетичка ситуација да ви поставам? Се надам дека ќе ја прифатите. Може ли Русија да ги тестира предизвиците со кои се соочува НАТО и да речеме да направи некаква интервенција во некоја од земјите на источното крило, например во Финска, или во Литванија или Естонија, балтичките земји, каде што од секогаш постои страф од некаков упад на Русија. Особено во Финска и во Полска, да. Впрочем, Калининград и од сите страни граничи со Европска унија, со Полска. Меѓутоа, во овој момент нема такви раздвижувања, во војна се е отворено и никогаш не знаете што ќе се случи наредниот ден. Така е Првата светска војна, така е Втората светска војна, така се вовлекуваат други држави во отворените конфликти. Меѓутоа, во овој момент ми се чини дека НАТО и заради искуството од 2022 е соодветно позициониран. Впрочем, членството на Шведска и на Финска во НАТО говори за тоа дека има овде некаква
размисла како да се застане на заканата на Русија. Ако Финска и Шведска не беа дел од НАТО, ако Македонија не влезеше во НАТО, сите ние ќе бевме со многу поотворени прашања. Денеска сите тие се и нивните капацитети за одбрана се неколку пати мултиплицирани, што значи дека ми се чини дека во еден догледен период војната нема да се шири кон запад, туку ќе се шири кон исток или кон Блискиот исток. Во таква ситуација, да речеме пак да продолжам со оваа хипотетичка ситуација, може ли да се активира членот 5 ако ова го прашам заради тоа што нели доведено е во прашање сојузништвото, хомогеноста и така натаму, може ли членот 5 да се активира, да поставаме вакво прашање без Соединетите американски? Може, значи членот 5 значи одбрана на земјата која што е нападната, тоа нема да се случи од сите 32-3 колку се веќе земји членки одеднаш. Впрочем, НАТО овие неколку денови успеа да сруши, да собори, да неутрализира повеќе ракети од Иран упатени кон Турција. И тоа говори за фактот дека обрамбените моќи на НАТО воопшто не се доведени во прашање. Но јас би ја насочил и актуелната состојба е таква, многу посериозна е состојбата на Блискиот исток отколку на Украинскиот фронт. Русија веројатно во овој момент гледаме овие денови дека повторно има раздвижување, се напаѓаат стратешки цели, цивилни цели во Украина, имаше вчера, завчера и неколку загинати, меѓутоа сето тоа е од еден ограничен карактер и ми се чини дека не е во плановите на Русија да го шири фронтот сега на друго место. Но Блискиот исток треба и како да не загрижува и да ги следиме информациите што се случува таму, особено затоа што нели овие оружја кои што се користат лесно можат да достигнат и неколку илјади километри, а ние сме таман толку далеку од тој. Да. Особено и заради тоа што секој ден се соочуваме со противречни изјави од Вашингтон, особено председателот Трамп денеска последната изјава, ја вика војната ќе заврши за 2 недели во тек се преговори. Која е вашата проценка? Впрочем, војната еднаш веќе заврши пред 2-3 недели, нели? Мојата проценка е дека за жал американската администрација во овој дел на светот отиде целосно неподготвена или со недоволно информации. Веројатно тргањето на власт на Хамнеи, предходниот Хамнеи, требаше да значи јасна стратегија што се сака да се постигне. Иранците си го избраа неговиот син за наследник, тие ги елиминираа неколку од високите представници на власта, министри, раководители на иранската револуционерна гарда, но реално не постигнаа многу на терен. Ваква брза операција која што даде за само неколку минути елиминирање на врховниот лидер на Иран, требаше да значи дека таму ќе се воспостави поинаков однос. Вчера слушнавме дека председателот Трамп бил задоволен од комуникацијските односи со новите власти во Иран, а тие воопшто не се нови и ми се чини дека председателот Трамп добива непроверени информации, не се подготвиле до крај. И токму затоа се случи Ормудскиот теснец. Американците, доколку и израелците се разбира, беа подготвени, тие мора да го имаат стратешкиот премин на ресурсите како важно место кое што мора да го контролираат веднаш, а не да го остават на ветрометина. Затоа добро е што овој мандат на председателот Трамп веројатно е последен, сигурно нема да има храброст да го менува уставот за да добие уште еден мандат, а тогаш некој нареден американски председател ќе треба сериозно да се посвети на поправањето на односите и на реномето на Соединетите американски држави во светот. Така, особено заради тоа што Иран не е сила за подценување, таа си има своји капацитети и гледаме дека се спротивстава и веројатно на некој друг начин може да се работи таму за да се постигне промена на режимот ако светот и демократскиот запад е незадоволен од тој режим таму. Едно е факт дека режимот во Иран нема алтернатива. Меѓутоа, и друго е факт, на актуелниот председател беше избран со излезност од само 32-3% во држава во која што гласањето е речиси задолжително. Граѓаните можеби не го поддржуваат режимот. Меѓутоа, овој начин и овој пристап на Соединетите американски држави сигурно нема да донесе нешто што граѓаните ќе го одобрат. Особено затоа што елиминацијата на врховниот лидер за нив значи многу. Поставувањето на новото раководство за релативно краток временски период укажува на тоа дека тие се исклучително организирана политичка структура која што има сериозна воена моќ. Со години наназад тие се вклучени во иранското општество во секоја пора на живеењето. Сега граѓаните пополека, сепак мирно, бидејќи таму нема политички партии, покажуваат дека не се согласуваат. Прв пат им се случува да имаат излезност толку ниска на изборите. Значи дека може да се работи, може да се действува, но начинот сигурно не е воена очигледно мора некој поинаков пристап таму да се примени. Затоа што Иран сам по себе
Тој е, да речам така, господар на Блискиот Исток. Сите други држави се незанемарливи по однос на моќта што ја има Иран. Тоа се мали, богати, само на изглед богати, навистина многу и наши луѓе и луѓе од целиот свет таму инвестираат, таму се градат, таму живеат, но моќта за одбрана на трие држави е веројатно во 24 часа Иран може да направи тоа што го направил Израел пред 60 на години. Так, да се префрлиме сега на нашиот терен и како целата оваа ситуација влијае тука во Македонија и на Балканот. Спомнавте дека Иран има оружје кое може да долета и во овие простори. Од тој аспект, како, ние ово интервју го правиме непосредно ден пред денот на НАТО, а Македонија е членка на НАТО, успеа да стане дел од алијансата. Колку е тоа значење од сега, од денешен аспект кога го имаме? Тоа од пресудно значење. Да. Ние во безбедноста многу добро знаеме што значи да разговараме вака слободно и отворено. Тоа е резултат на нашето членство во НАТО и тоа е незаменливо. Нема друга сила која што може да ни го гарантира мирот, спокојството и развојот колку што може НАТО. Не само во време на војна. Да се присетиме во време на короната, првата и најсилна поддршка ја добивме од НАТО, активирајќи ги механизмите. Па јас се сеќам, бидејќи попотекло сум од тој крај на Македонија кога беа големите пожари во Источна Македонија, доколку не беше романскиот голем авион за гаснење на пожари, ние немаше да се справиме ни со помошта од сите други, тоа го овозможува НАТО. Денеска нашето учество во НАТО е символично. И така треба и да биде во наредниот период, бидејќи ние сме мала држава, нашето политичко значење е толкаво колку што е. За сега нема барања ние да учествуваме воено било каде, меѓутоа факт е дека доколку не бевме членки на НАТО, денес ќе бевме отворени на многу посилно влијание, на многу хибридни закани, на многу испреплетување на различни разузнавачки интереси во Македонија кои што денеска се минимизирани. Не велиме дека ги нема, тие ги има во сите држави, ги има и овде, меѓутоа се контролираат благодарение на илјадниците информации кои што се разменуваат со алијансата на дневна основа. Нашата канцеларија во Брисел, нашето министерство за одбрана, армијата градат пристап кој што во наредните години ќе ни овозможи уште поголема безбедност. И ми се чини дека само затоа што сме членка на НАТО ние можеме да бидеме спокојни во однос на било кои случувања и во Русија, Украина и на Блискиот Исток. Сега, кога го имаме тој надворешен штит, така ќе го нарачам ја, што ја штити Македонија на ваков начин како што вие убаво презентирате, што правиме со односите внатре меѓу балканските земји? Постојано гледаме некакви затегнувања на односите. Не знам, се формираше воено безбедносен договор, не сојуз, иако тоа често го мешаат некои сили кои така сакаат да го прикажат тоа меѓу Хрватска, Албанија и Косово, на што реагираше Србија, прикажувајќи го тоа како некаков сојуз, и од друга страна таа па прилично во голема мера се вооружува со оружје кое не е компатибилно со НАТО или со она што значи Европската унија. Што правиме внатре, иако го имаме штитот од надвор на Балканот? Србија е регионална сила, тоа нема спорно. Меѓутоа Србија има застарена воена машинерија. Ова што тие сега се вооружуваат, ќе им треба многу време додека да ја повратат силата или да дојдат на некоја друга регионална сила. Например, Хрватска по многу параметри, по однос на одредени орудија, други видови на вооружување е рамна, ако не и напред од Србија, меѓутоа не може така да ги гледаме работите. Сојузот помеѓу Хрватска, Албанија и Косово е одбранбен сојуз кој би имал за цел да го заштити Косово, бидејќи тоа е надвор од сите случувања, и односот на Србија кон Косово како територија, не како политика. Тие како политика долги години ќе имаат денес едно, утре друго, меѓутоа како територија Косово повеќе не може да биде повредливо по ниту еден основ, затоа што НАТО е тука, НАТО е гарант на тоа. Мисијата KFOR на НАТО во Косово е постојано тука, американската база Бондстил е тука, има голем број на војници таму, има постојано движење. Никој не треба да се плаши на Балканот дека било кој ќе влезе во отворена војна. Едноставно, Балканот повеќе не е место за воени судири. Тоа е место за политички судири. И така ќе биде во наредниот период. Авторитарните режими пополека ќе заминуваат во историјата, дали денеска, дали после неколку години. Меѓутоа, Балканот, затоа што и Хрватска и Словенија, затоа што и други држави се дел од НАТО и од Европската унија, веќе не е Балкан што беше во 90-тите години. Ниту Србија, ниту пак од другата страна, било какви сојузи помеѓу две држави, три држави, нема да донесе до тоа да има моќ за воени действија на Балканот. Тоа може да бидат само внатрешни конфликти, може би во Босна и Херцеговина, но гледате и таму дека се случуваат промени, дека интеграцијата навлегува силно веќе особено во делот на институциите.
Ние во Македонија едноставно ниту имаме капацитет, ниту пак има такви закани дека може да се дестабилизира со меѓуетнички односи, меѓунационални прашања и така натаму. Тоа ќе бидат според на Балканот никогаш не било досадно, но мене ми се чини дека војните овде се завршени. Okay. Добро, ви благодарам многу, особено заради оваа последна оптимистичка визија за Балканот и за Македонија и особено за тоа што доаѓа од вас, човек со такво искуство во овие безбедносни теми. Благодарам уште еднаш. Ми беше задоволство.